Во бел форензички комбинезон, бидејќи облеката му е земена на вештачење. Осомничениот за убиство на свој сонародник. 27-годишникот од Турција доцна синоќа беше однесен во Штипскиот суд, кој му одреди 30 дена притвор. Ден претходно осомничениот, ладнокрвно и со потези на платен убиец, застрела 25-годишно момче, исто така турски државјанин, во кафуле во центарот на Штип. Употребил немаркиран пиштол на кој му биле избришани податоците, соопшти обвинителството. Постои основано сомнение дека првоосомничениот 21-годишник на почетокот на месецов во Скопје од непознато лице за сума од 1100 евра купил пиштол со калибар од 9 мм со избришани податоци за модел и серијски број. Потоа со тој пиштол на 8 мај во вечерните часови во кафе бар во Штип со умисла и од безобзирна одмазда лишил од живот едно лице, исто така турски државјанин со престој во Штип. Обвинителството соопшти дека осомничениот и убиениот претходно преку мобилни комуникацијски алатки се договориле да се сретнат за наводно да ги надминат долготрајните недоразбирања меѓу нив. За сега обвинителството официјално не соопштија од каков мотив се долготрајните недоразбирања на двајцата, иако се шпекулира дека станува збор за нарачано убиство поради долгови за дрога. Убиениот во Македонија стигнал како студент, но од Штипскиот универзитет потврдија дека во 2023 бил испишан. Но благодарение на тоа си го продолжил престојот. Убиецот пак стигнал во Македонија пред убиството и со купениот пиштол го извршил злосторот. Потоа тргнал во бегство со автомобил BMW со регистрации наменети за возила на пријавени странци со престој. Четворица турски државјани го придружувале во бегството и возеле пред убиецот кој кон Скопје патувал со такси. На патарината ке Миладиновци биле сочекани од полициска заседа, но убиецот избегал и бил фатен многу брзо од специјалците кои учествувале во потерата. Немал оружје, но со полициски дрон бил пребаран просторот и е најден пиштолот. Ги идентификуваше и ги уапси како сторителот, така и оние кои што помагале во бегството на турскиот државјанин кој што стори убиство во Штип. Истите беа процесуирани, се собираат докази. Неговата претходница биле момче и девојка со престој во Скопје и уште двајца мажи, а автомобилот BMW го управувала 22-годишната девојка. Тројцата мажи од колата чистач на патот на бегството на убиецот биле уапсени на патарината, но девојката возач сакала да избега. Ама со BMW-то при бегството девојката излетала од патот. И помагачите се изведени пред суд и добија 30 дена притвор. Истрагата продолжува и се проверува скопската врска на осомничениот за убиството.